Вече секојдневно пред телевизиските камери апарат од македонската влада е додели плац на исламската верска заедница во строгиот центар на Скопје со цел да обновуваат некаква така наречена бурмале џамија. На оваа пресконференција Народно движење за Македонија сака да укаже дека тврдењата на албанското малцинство во Македонија дека во строгиот центар на Скопје никогаш постоела наводна бурмале џамија се всушност една голема измислица, па затоа нивното барање за обновување на непостоечка џамија е сомнително и представува само изговор за да ги оправдат своите обиди за определување на Македонија како исламска држава, иако сите знаеме дека Македонија е со доминантно христијанско население. Во прилог на овие нивни антихристијански и антимакедонски барања од време на време дури ни презентираат и некои монтирани фотографии и макети од така наречената бурмале џамија, со што се обидуваат да им испратат порака на македонците дека нема што да барат во центарот на Скопје. НДМ тврдењето за непостоење на така наречената бурмале џамија го темели на документ и тоа посебно сакаме да потенцираме издаден од самата исламска верска заедница, со кој признава дека на подрачјето на градот Скопје никогаш не постоела така наречена бурмале џамија. Имено во предвечерието на распадот на поранешна Југославија што се случи во 1990 година, ИБЗ една година порано, односно во 1989 година, изготви список на сите актуелни и струшени џамии што постоеле на подрачјето на Скопје, со цел меѓу останатото да ги запознае и одредени структури во една блискоисточна држава од чиј богат паричен фонд се финансираат изградбата на џамиите на Балканот, со што се возможува силен продор на исламот на овие простори. Инаку, ова е тој документ со печат и штембел на ИБЗ, од кој се гледа дека во 1989 година на подрачјето на Скопје имало неверојатни 96 џамии, а само заради споредба во тој момент на подрачјето на Скопје имало само 82 цркви, иако Скопје е град со доминантно христијанско население. Инаку на сите не е познато дека во 1989 година, кога е изготвен овој список, до ден денес се изградени уште најмалку 20 на џамии во Скопје. Меѓутоа, главното прашање на оваа пресконференција е што со овој автентичен документ на ИБЗ потврдуваат дека никогаш не постоела така наречена бурмале џамија. Тука може да се видат сите 96 џамии што во тоа време биле на подрачјето на градот Скопје. И, како што кажав, од овој список недвосмислено произлегува дека не постои џамија со назив бурмале џамија. Инаку, како што гледате на овој список е даден детален опис на сите 96 џамии, нивната местоположба, состојбата на џамијата и кога е изградена. Гледате дека првите џамии се изградени некаде во 16 век, по доаѓањето на османините на овие простори и кога всушност навлегува исламот на Балканот, а последната џамија, според овој список, е изградена во 1985 година, кој што фигурира под реден број 87. Значи, јасно е дека во периодот од 16 век, па се до изготвувањето на овој список во 1989 година, ИБЗ не спомнува постоење на бурмале џамија. Во овој документ, например, исламската верска заедница прецизно ги набројува срушените џамии, кои што фигурираат под реден број 18, 19, 20 и 21, кои што, како што може да видите, се струшени во катастрофално земјотрес во Скопје во 1963 година. Од тука произлегува, значи, ниту во графата струшени џамии никаде не се спомнува така наречената бурмале џамија. А платот кој го бараат албанските партии и издруженија во центарот на Скопје за да обновуваат некаква измислена џамија, всушност е местото каде што некогаш постоела црквата Свети Никола, која била струшена за време на османското владење на овие простори. Впрочем, најзначајните џамии од овој список се изградени на темелите на струшени цркви за време на турското владење. Така, например, најбитните џамии во Скопје, кои што се од реден број 1 до 4, како например, Јаја Пашината џамија е изградена на местото на црквата Света Богородица. Мустафа Пашината џамија е изградена на местото на црквата Света Танасие. Мурат Пашината џамија е изградена на црквата Свети Ѓоргије, скоро пострежник, чии темели ден денес се познаваат, а по старите скопјани многу често на ова место одат да запалат цвеќе.
Или, например, Исад беговата џамија е на местото на црквата на Света Недела. Значи, овие џамии се изградени на местото што со терор и репресија е одземено за време на турското владење, урнати се постојаните цркви и на нивно место се изградени џамии. Затоа, во името на македонскиот народ, сакаме да го предупредиме премиерот Груевски дека македонската влада нема мандат да даде парцела за обновување на непостоечка измислена бурмали џамија, а истовремено ја повикуваме управата за заштита на културното наследство да ја каже вистината за џамиите, што се градени на темелите на урнати цркви за време на османлиското владење. Бидејќи народот на Македонија и нашите американски и европски пријатели ги чекаат овие одговори. Во оваа прилика НДМ уште еднаш изразва загриженост од скандалозното непостапување на надлежните државни органи, бидејќи се уште не постапуваат ова правосилно и извршно решение од урбанистичкиот инспекторат за рушење на најголемата, најскапата и уникатна џамија, Дивоградба, која е единствена со 2 минаринија, што се наоѓа на атрактивна локација до самиот автопат на излезот од Скопје спрема Тетово. Ние ова џамија веќе ја презентиравме на една од претходните наши пресконференции, но како што кажав, загрижува што иако постои ова извршно и правосилно решение од урбанистичкиот инспекторат, се уште не се постапува по него и ова џамија, како што можеме да видиме и ден денеска, се уште функционира. Инаку, ова сметаме дека е во спротивност со урбанистичкиот план и просторниот план за местото каде што е лоцирана, а уште повеќе сакаме да потенцираме дека оваа џамија Дивоградба е во спротивност со заложбата на владеачката ВМРО ДПМН, бидејќи во нивната прередба во 100 чекори на страна 44 запишаа дека уредениот животен простор по европски стандарди е изворна потреба и цел на секој граѓанин. Меѓутоа, дивоградбите џамии во никој случај не значат уреден животен простор по европски стандарди. Благодарам на вниманието.